Овие господа не попречуваат во извршување на нашите работни обврски. Господинот што е до нас дојде и не ни дозволува да ја гледаме куќата, да ја снимаме куќата која е изградена од градоначалникот на Скопје Петре Шилегов, а зафаќа државно земјиште. Ова е огромен скандал, ова е попречување на работа на новинари. Скандал во Маврово. Напад над новинарот Љупчо Златев, кој денеска на лице место токму од Маврово сакаше да ја информира јавноста за случајот поврзан со викенд куќата на скопскиот градоначалник Петре Шилегов. Според Златев, тој и неговиот снимател биле нападнати додека снимале околу викендичката на Шилегов. Цело време додека се случуваше ова, тие беа во постојана комуникација со Шилегов и на крај пред да заминиме, затоа што не гледаа како го правиме тоа, ни рекоа дека тој сака да се слушне со нас. Јас тоа го одбив, затоа што не сакам такви мафијашки методи на комуникација. Златев за Алфа објаснува дека отишел во Маврово за уштеднаш да ги потврди неговите сознанија, дека дворот на викенд куќата на Шилегов всушност е на државно земјиште. Јавно го повикувам господинот Шилегов на било какво соочување телевизиско, јавно, пред јавноста, да расчистиме како тоа тој узурпира државно земјиште и прави кривично дело и како заедно со други лица прави кривично дело со тоа што се заканува на новинари и ја попречува нивната работа. Екипата на телевизија Алфа денеска беше во Маврово каде се наоѓа викендицата на Шилегов, која се уште е во фаза на изградба и е во непосредна близина на брегот на Мавровското езеро. Се наоѓаме во близина на викенд куќата на скопскиот градоначалник Петре Шилегов во Маврово и Ростуша. Оваа викенд куќа е во центарот на јавноста во изминативе 2 дена затоа што беше обележана со низа скандали кои беа објавени во македонските медиуми. Последен скандал кој беше објавен денеска е всушност дека дворот на викендицата на Петре Шилегов е на државно земјиште. Инаку Златев преку својот интернет портал денове објави неколку скандали поврзани токму со викендицата на Шилегов. Најпрво беше објавено дека во дворот на вилата на Шилегов се реди гранитна коцка, која според информациите кои ги објави Лидер, е коцка од депоата на град Скопје, а која била извадена од плоштарот и од улица Македонија. Скопскиот татко ги негираше ваквите информации. Денеска пак порталот објави катастарски документи кои според пишувањата на Златев покажуваат дека Шилегов узурпирал над 1000 метри квадратни државно земјиште кое се наоѓа непосредно над викендицата на Шилегов во Маврово и го претворил во дворно место. Инаку за узурпација на државно земјиште предвидена е казна затвор од 1 до 5 години.